Почитувани, дојдени сме во таа фаза на епидемијата со корона, да секојдневно се соочуваме со човечки трагедии. Борбата со вирусот ниту е предвидлива, ниту е лесна, а бара систематски и организиран пристап. За да знаеме точно со што се соочуваме и каков и колкав ни е противникот, потребно да имаме што повеќе тестирани граѓани. Особено е потребно да се тестираат ризичните групи, а тука спаѓаат лекарите и здравствените работници. Деновиве сме сведоци дека власта го намалува бројот на тестови и на тестирани граѓани, а со самото тоа го намалува и бројот на ново диагностицирани пациенти. Постојат болници во кои поголем број од персоналот е позитивен на корона, но и покрај тоа не се тестира целокупниот персонал на лекари и здравствени работници. Која е целта? Како тогаш ќе застанеме и ќе ја знаеме вистинската епидемиолошка состојба? Како ќе можат да се предложат мерки и постапки за борба со епидемијата, мерки кои ќе дадат резултат? Се поставува прашањето дали тие болници се извор на зараза, дали персоналот е извор на зараза или пак можеби закана за граѓаните. И додека сите соседни земји го зголемуваат бројот на дневно реализирани тестови, кај нас власта никако да свати дека тестирањето не смее да се користи за манипулација и дневно политички пресметки. Тестирањето е од јавен интерес. Апелираме и бараме уште еднаш тестирањето за корона да биде на увид на стручно тело. Потребен е пристап сериозен, потребно е професионално да се вклучат сите надлежни институции и потребно е да се престане да не се манипулира со граѓаните. Потребно е Венко Филипче да престане да манипулира и конечно да почне да работи. Ви благодарам.